Благодарам. Заменикот така ноншалантно ги одбива нашите амандмани со одговорот дека општините се надлежни за патиштата локални. Да, кажав и претходно дека формално правно е така, но општините прават проекти и аплицираат. И сега, треба ли тука да кажеме како се одбиваат проектите на општините кои што се водени од градоначалници на ВМРО ДПМН? Готови проекти, комплетно завршени, со елаборати и истите без образложение се одбиваат. И што да кажеме на тоа? Како? Што да одговориме на тоа? Говорам за проекти кои што е одговорна, Министерство за транспорт или некои други државни институции, некои проекти кои не зависат од државата, кои што зависат, да речеме, од Светска банка или така натаму. Не говорам за таквите проекти, но за овие проекти редовно се одбиваат без образложение. Така ми личи и овој одговор од страна на заменикот министер. Нека се наоѓаат во општина Свети Николе како знаат и умеат, а ние ќе си ги тераме крупните поднаводници проекти кои што никој не ги гледа, бидејќи капитални инвестиции нема, само вие од Социјалдемократскиот сојуз ги гледате, никој друг не ги гледа, апсолутно. Живееме во паралелни светови, ние велиме нема капитални, вие велите има капитални инвестиции, а локалните единици, онаму каде што е реалниот живот, не можат да почувствуваат бенефит од оваа влада веќе 6 години. Ништо, дури и кога била локалната самоуправа од различна партија, бенефит нема. И сега како еве и да имаме сега избори, како вие, не мислам на вас, почитуван заменик министер, генерално мислам за оваа влада, како ќе дојдете во општина Свети Николе и да барате гласови, да гласаат за вас, а 6 години сите проекти кои што ги ветувавте, ниту еден немате реализирано. Јас до претходниот буџет поднесував амандмани од програмата за живот, па и таа програма за живот веќе треба да ставам во наводници, извадоци од програмата за живот. Ништо не беше реализирано и такви беа и моите амандмани. Конкретно и за општина Свети Никола и за општина Лозово. Исто така и тие амандмани ми беа одбивани со некакви флоскули и со образложенија, а за возврат на тоа, од страна на владата, 6-та година поред, во мојата општина Свети Николе и во општина Лозово немате камче направено, поместено. Едно камче немате поместено. Се што е проект е некој со меѓународни посредништва или други плански региони и така натаму. Еден проект немаме од владата која што ветуваше живот за сите и која што ветуваше рамномерен регионален развој, но видете, транспарентно, отчетно ќе си кажеме што вие како влада сте направиле. Ако не го кажете тоа вие, сигурно јас како пратеничка ќе го кажам и соопштам на моите сограѓани. Таму тие се тие кои што ќе ценат кој и како треба да раководи со оваа држава. Благодарам. Ви благодарам и на вас, доколку никој